Германските и британските ловци се подготвуваат за рутинска контрола на естонското небо како дел од мисијата на НАТО за воздушна полиција, која е во тек од 2004 година. Но има важен нов додаток. Сега учествуваат фински авиони. Пристапувањето на Финска во Северноатлантската алијанса создава ново сценарио во регионот, вели Веса Васара, финска амбасадорка во Естонија. Приклучувањето на Финска и Шведска е важно за одбраната на НАТО во регионот на Балтичкото море, а исто така и за Арктикот. Наблюдувачите велат дека безбедноста на Естонија, како и на другите балтички земји, зависи од директната поддршка на незините западни партнери. Нашите собствени војни капацитети се многу ограничени. Па ако кажете дека имаме 24 самоодбрани хаубици, значи нема тенкови, нема авиони, нема војни бродови, нема борбени хеликоптери. Поради оваа причина за малата естонска морнарица, пристапувањето на Финска, незиниот балтички сосед, е заштита што ја ограничува можноста на Русија да оперира слободно во овие води. Но аналитичарите исто така предупредуваат дека тоа не значи дека руските сили ќе останат надвор од регионот. Мора да го имате тоа на ум дека се уште постои слободна навигација, па дури и за Руската Федерација не можеме некако да ја негираме. Тренинзите и натаму ќе бидат многу полесни. Москва не ги прекина своите активности во областа, како што објаснува Роберт Стедман, британско одбранбено аташе во Естонија. We continue to see activity at sea. Продолжуваме да гледаме активност и на море и во воздухот. Со сите воздушни мисии имаше голем број пресретнувања на руски авиони во меѓународниот воздушен простор. За естонските власти, приемот на Финска и кандидатурата на Шведска се добра вест, но забележуваат и дека Москва презема контрамерки. We see already that they are building new divisions. Веќе гледаме дека градат нови дивизии, нови корпуси овде, во нашето соседство, но и јасно разбираме дека тоа се контрамерки како одговор на фактот дека Финска и Шведска се приклучуваат. Финска и Шведска поднесоа барање за членство по руската инвазија на Украина минатата година. Од тогаш Финска се приклучи на алијансата, но статусот на Шведска останува во неизвестност. Унгарија и Турција допрва треба да го ратификуваат членството на Шведска. Турција го поврза пристапувањето на Шведска со построги антитерористички мерки. За влез во НАТО е потребно одобрение од сите земји членки. Аналитичарите се согласуваат дека Балтикот сега е море практично под контрола на западните сили. Неочекуван пресврт предизвикан од целосниот напад на Русија врз Украина.